Велат дека староста е зора на мудроста, а активното старење е благодет кој квалитетно го продолжува животот. Од тука луѓето во третото доба се зрели единки, чие животно искуство и мудрост можат многу да им помогнат на новите млади генерации. Затоа тие го заслужуваат и најдоброто, како од семејството, така и од државата и општеството воопшто. Поведени од оваа максима, прилепските локални власти во соработка со Министерството за социјална политика, демографија и млади, со Австриската амбасада и со Центарот за едукација и развој, а помогнати од Светската банка, во Прилеп го отворија првиот дневен центар за активно старење. Во овој центар, кој согласно лиценцата е со капацитет за 48 корисници, заинтересираните граѓани над 65 години од трите соседни општини Прилеп, Долнени и Кривогаштани, овде ќе можат 5 дена во неделата по 8 часа да се дружат, да се едуцираат, да се забавуваат, да добиваат одредени медицински услуги и најважно од се, активно да стареат. Ние како општина Прилеп партиципиравме и финансиски, но дадовме дел и од просториите кои што ги имаме на располагање за да се отвори овој центар кој што верувам дека во иднина ќе прерасне едно вистинско катче за нашите повозрастни сограѓани да уживаат, односно да, како што слушнав и овде од програмата која што има и преку Сдруженијето Центар за развој и едукација, дека се створила програма која што треба да им даде една дополнителна активност на овие луѓе кои што ни се особено важни за градот Прилеп, за општеството, затоа што тие се причината зашто овој град го добил овој развој кој што денес го има. Спомнав, општина Прилеп партиципира финансиски со 170.000 денари, вредноста на проектот чини 7 милиони денари. Тоа е еден проект со кој се прави значаен инчекор кон унапредување на социјалните услуги и грижата за стари лица во трите општини Прилеп, Кривогаштани и Долнени. Посебно ми е драго што општината Кривогаштани е партнер во овој проект. Тие имаат можност заедно тука да се дружат, меѓусебно да споделуваат искуства, да имаат рекреација, едукација, психосоцијална поддршка од стручни лица и со тоа да им биде возможено намалување на нивното чувство за осаменост и социјална изолираност во периодот во кој се наоѓаат. Сите заинтересирани граѓани кои сакаат да го посетуваат овој центар можат да аплицираат преку меѓуопштинскиот центар за социјална работа во Прилеп, каде ќе се прават одредени проверки дали ги исполнуваат пропишаните услови со проектот. А најбитниот услов е потенцијалните корисници да бидат физички што поподвижни. При остварување на користење на услугата, корисникот добива решение и согласно изготвеното решението има право секојдневно да доаѓа во центарот, меѓутоа во одредени активности оние што кај него предизвикуваат интерес. Ова е еден од 10 центри што се отвораат во оваа држава од ваков тип, со ваква социјална услуга, со поддршка на проектот за подобрување на социјалните услуги на Светска банка и Министерство за социјална политика, демографија и млади. Ја уште би сакала да се заблагодарам на Австриското Министерство за труд, социјална политика, здравство, нега и заштита на потрошувачи за поддршката, зашто овозможувањето на поширок спектар на услуги во случај физиотерапевските со поддршка на Австриското Министерство. Се уште се сеќавам кога најпрво почнавме да сработуваме на мали проекти во делот на воведувањето на социјални услуги, меѓутоа со поддршката на Австриското Министерство, Сдруженијето работеше на обезбедување на поддршка од Министерство за социјална политика, демографија и млади. Веќе сега може да се забележи дека имаме многу добри практики и услуги. Сме на добар пат, има многу предизвици, но да продолжиме и понатаму. Овој дневен центар се простира на површина од 100 метри квадратни. Вработени се 4 стручни лица, а секој корисник ќе може да престојува по 4 часа дневно. Сите корисници ќе бидат поделени на две групи, од 8 до 12 часот и од 12 до 16 часот. Се очекува дневниот центар да прерасне во ресурс кој ќе го подобри квалитетот на животот на активните граѓани од третото доба, преку промоцијата на концептот за активно старење.